уште едно прашање имам до представниците од МАНО. Како експерти вклучени во стручниот дел на изработка на политиките за клима, ме интересира ако треба да издвоите 3 мерки, јас знам дека сите мерки се еднакво значајни, меѓутоа 3 мерки од овие политики кои имаат најголем потенцијал во моментов за облажување на климатските промени, кои би биле тие? Ви благодарам. Значи, прво мислам дека време е фосилните горива да ги испратиме во заборав, а за тоа да се случи, фокусот треба да биде на обновливите и тоа е и така во националниот придонес, но и воведувањето на карбонската цена, односно данокот за емисии на CO2, со кој што фосилните горива дополнително би ги казниле, би им ја покачиле нивната цена, да кажам, на струјата произведена од овие извори, така да тие ќе немаат едноставно повеќе смисла и економски резон да постојат. Исти таа мерка, значи обновливи, карбонска цена и секако како трето енергетската ефикасност во сите сектори на страната на потрошувачката на енергија, како всушност да се третира со помалку трошење на енергија, всушност ние да имаме ефект на нов извор на енергија. Претходно во делот на приоритизација, како дел од програмата за реализација на стратегијата, се изработи методологија за приоритизација на политиките и мерките кои што се дел од програмата, но се дел и од овој национален придонес кон климатските промени. Некои од мерките веќе Наташа ги спомна во делот на, значи во секоја димензија се има посебни критериуми за приоритизација на самите мерки. Најприоритетна мерка во делот на енергетиката, односно во декарбонизацијата обновливи извори е изграда на Чебре и изградба на Осломе голема хидро фотонапонска електроцентрала, се извинувам. А во делот на енергетската ефикасност овде е обновата на домаќинствата, на зградите пред се мислам, и имплементирање на топлинските пумпи. Така да тие се најприоритетните мерки кои што по методологија се покажа дека може да дадат најголема контрибуција и кон намалување на потрошувачката енергија и кон намалување на емисиите на стакленички гасови.